Алармантно. Промените на климата најсилно ќе удрат во источниот регион на Македонија, покажуваат истражувањата на Националниот комитет за климатски промени. Ќе има зголемен интензитет на врнежи, меѓутоа во краток временски период, појава на поголеми број на сушни денови и топлотни удари кои што се очекуваат во овие региони и нормално тоа ќе предизвика и намалување на продукцијата на земјоделските производи, производството на храна кој што се предвидува во овој регион. Против силата на природата луѓето се немокни, па на она што не можеме да го смениме, треба да се прилагодиме соодветно. Да преземеме мерки да се адаптираме на климатските промени за полесно да ги надминеме таквите состојби. Што конкретно корис, доколку оставиме така да се случуваат работите како што сами се случуваат, не можеме да ги планираме нити посевите, нити можеме да го планираме општо развојот на самата општина. Бидејќи верувајте дека климатските промени многу ќе влијаат и на економскиот развој на самите општини. Освен на национално, стратегии за заштита од климатски промени ќе се прават и на локално ниво. Што конкретно треба да се заштити во Виница? Повеќе се одлучија за како вредност за да се заштити шуми и шумските насади. Тука ќе има една работна група за шуми и биодиверзитет. Потоа имаше за водни ресурси, кај што спаѓаат сите водни потенцијали. Исто така има повеќе заинтересирани за зачувување за геотермалните води. Поделчево, Виница е втората општина од регионот која ќе изготвува стратегија за заштита од климатските промени. Така да од денес почнуваме со оваа активност, ова е прв собир. Во наредниот период треба да изготвиме стратегија и со преку проекти да учествуваме во реализација на проекти во делот на заштита на животната средина, односно на климатските промени. Изготвувањето на локални стратегии во Македонија ќе се спроведе во 8 општини со финансиска помош од УСАИД од околу $3 милиони. Секоја општина ќе добие поблизу $120,000.